ден, почитувани слушатели на Радио Лидер. Денес е сабота, 11 декември 2021 година. И сабота е ден за политика, како и сите работни денови во Македонија. Се сведе на политика, благодарение на тоа што никако да излеземе од една политичка криза. Влегуваме во една, почнува друга и така цело време во изминатите години од 2014 па наваму. Денес мој гостин е Александар Николовски, подпредседател на ВМРО ДПМН, партија која утре има конгрес, а конгрес утре има и СДСМ, со една мала разлика. СДСМ ќе бира на директни избори лидер на партијата, вие ќе бирате на класичен, партиски конгрес како и порано. Ке признаете дека на СДСМ поинтересна е ситуацијата, они имаат тројца кандидати, трка, гледавме дебати по телевизии, се случува нешто. Кај вас некако се е предвидливо? Па, да, точно, утре имаме конгрес на партијата. Ако можам да споредувам, мислам дека нашиот начин на избор на председател на партијата е подемократски споредено од тој со СДСМ, затоа што кај нас конгресот го бира председателот на партијата, но делегатите во конгресот се директно избрани од членството. Што значи дека секој член локално си избира негови представници, еден вид на собрание. И точно нашите членови знаат кој ги представува во рамки на конгресот, значи нема некоја фата моргана, сите гласаат за еден. Ова е, ќе ми дозволите прво да го искоментирам нашиот конгрес. Нормално. Ова е исклучително значаен конгрес според мене од неколку причини. Ќе почнам од формалните. За прв пат ВМРО ДПМН прави конгрес во Скопје, што покажува една символика колку ние сакаме да посветиме внимание на градот Скопје, на општините во Скопје, секако и на остатокот од државата. Сакавме на тој начин символично да ја означиме и победата на ВМРО ДПМН. Конгресот ќе биде во салата Јане Сандански. Второ, целосно ги почитуваме ковид протоколите и затоа е во спортска сала. Тие бидат целосно испочитувани, така што здравјето на сите кои што ќе бидат таму ќе е запазено. Трето, малце посуштински или многу посуштински, ВМРО ДПМН на овој конгрес излезе со нова доктрина за работењето во би рекол следните децении, која што доктрина треба на еден нов начин да го постави концептот на работа на ВМРО ДПМН, која што ќе оди од некаде центарот, ќе зафаќа малци и примарлево и ќе оди кон центар десно, што значи отвараме еден многу поширок простор. Да, она што го видов е дека во вашата партија вие сега ќе го тргате она дека сте демохристијанска партија и дека ќе бидете партија на граѓанската десница практично. Па не, мислам дека не е до крај тоа точно пренесено. Утре ќе видите доктрината, ние остануваме демохристијанска партија затоа што тоа се трите столба на кои што почива ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН е народна партија, ВМРО ДПМН е демохристијанска партија, ВМРО ДПМН е центар десна партија, но сега сакаме малци повеќе да се отвориме и кон центарот, да ги отвориме и тие теми и да фатиме еден поширок диапазон на подржувачи и гласачи. Па добро, во економијата ВМРО ДПМН во минатото имаше дури и центар лево политики, мора да признаем. Оние субвенции за земјоделците, сите тие такви програми. Така што сакаме да е партија во која што ќе се препознаваат покрај македонците и останатите кои што живеат во Македонија, и албанци, и турци, и срби, и роми. Но она што е за мене исто така многу значајно е дека политиката на ВМРО ДПМН во следните декади со новата доктрина ќе е многу едноставна. Сите оние кои што сакаат помалце корупција, а подобар животен стандард, ќе може да се препознаат во новата доктрина. Значи, ако треба, вака да не им звучи ова многу комплицирано на слушателите, и филозофски, да поедноставам што ние утре ќе донесеме и како тоа ќе се рефлектира во следниот период, секој оној кој што сака помалце корупција,
а подобар животен стандард за себе ќе може да се најде во програмата на ВМРО-ДПМНЕ. Следно, четврто, Ке ги оставите зад себе оние националистички политики или па националистички политики јас не мислам дека ВМРО-ДПМНЕ било кога водело, национални политики водело и ќе продолжи да води, тоа се здрави политики. И четврта работа која што е значајна, ова е редовен конгрес на кој што очекувам претседателот на партијата Христијан Мицкоски да биде реизбран за претседател на партијата. Ако во претходните 4 години ја стабилизираше ВМРО-ДПМНЕ, ја направи победничка партија, во овие 4 години очекувам и тоа многу брзо, уште во првата од тие 4 години, да стане премиер на Македонија и да ја стабилизираме и да развиваме државата. Изминатите 4 години беа многу тешки за нас како раководство. Поминавме исклучително тежок период, дел од тоа е познато во јавност, најголем дел не е познато во јавност. Може би за некои работи е време, еве и прв пат и сега да се проговори после 4 години. Ние наследивме партија во клиничка смрт. Партија со... Што значи тоа клиничка смрт? Па еве ќе објаснам. Значи наследивме претходниот конгрес беше на крајот на 2017 година, во ноември месец, кога беше избран претседател на партијата, раководството беше избрано во јануари, јас бев избран за подпредседател на партијата во јануари 2018 година, заедно со извршен комитет беше. Че кога влеговме, ние секако и претходно бевме партијата, но кога влеговме да ја водиме партијата, наследивме партија која што катастрофално ги загуби локалните избори претходно. Се сведовме на само 5 општини. Имавте огромни долгови. Партија која што имаше пратеници во притвор во тој момент. Партија во која што имаше најмалце 5 или 6 струи или фракции. Партија во која што Зоран Заев се обидуваше да инсталира своји послушници, преку кој што сакаше да раководи со ВМРО-ДПМНЕ, и тоа не му успеа за среќа. Партија која што имаше и се уште заради тоа влече последици огромен долг, еве ќе кажам јавно, долгот на партијата кога ние влеговме во партијата ше фантастични, незамисливи 9 милиони евра. Сега се уште има сериозен долг. Утре ќе има извештај за материјално-финансиското работење на партијата, но тој долг е намален за добри 40%. Со едно домаќинско работење во овие 4 години опозиција. Ако ги вратевте сите 9, имаше сомнение и за корупција и кај вас. Не, невозможно, особено во опозиција било кој да се корумпира, но верувајте да влезете во партија која што има 9 милиони евра долг во услови кога не е ни 10% од тоа целокупното годишно финансирање кое што ВМРО-ДПМНЕ го добива од државата или од буџетот. Можете да замислите колку е тоа комплицирано. И тоа тој долг беше многу лошо структуриран, имаше кредити кон банки, имаше долгови кон доверители, кон медиуми и така натаму. Колошки она што е забележливо, само ако ми дозволите околу клиничката смрт на партијата, следно во тој период партијата се соочи со една ситуација да политички беше замрзнат имото на партијата и тој се уште е замрзнат. Ние не можеме да располагаме со имото на партијата, ние сме гости во седиштето на ВМРО-ДПМНЕ. Буквално ништо не можеме да правиме со замрзнато е се. Не само седиштето, туку и општинските штабови, освен да одиме таму. Поедноставно за слушателите. И да плаќате струја секој месец и вода и дополнително на тоа ВМРО-ДПМНЕ е единствена политичка партија во целокупниот регион на Југоисточна Европа која што е под судски прогон на власт. Затоа што ВМРО-ДПМНЕ како политичка партија е на обвинителна клупа, што е политички процес, затоа што Катица Јанева кога го отвори случајот кажа дека тоа е политички процес. Беше жената имаше 100 мани и една доблеста беше дека секојаш беше искрена и искрено кажа дека има политичка нарача. Добро, малце сум ироничен. Така што од една таква ситуација во која што партијата беше и меѓународно изолирана во тој момент, после 4 години председателот на партијата Христијан Мицкоски, можам да кажам со нас
со сестртна поддршка од сите нас и сум особено горд на тоа, успеа да ја донесе ВМРО да убедливо победи на избори, во случајов на локалните избори, да стане кредибилен партнер на граѓаните на Македонија, кои што се препознаваат во ВМРО за своите најбитни животни прашања, да стане отворена и посакуван коалиционен партнер и за партиот условно кажано албанскиот политички кампус, но и за партии кои што се представници на турците, на помалите власите, на србите во Македонија, на ромите, партија која што е партнер на меѓународната заедница, партија која што е партнер на граѓанското општество и партија која што не зборува за зелена агенда како некои други, туку ја реализира во општините каде што има градоначалници и на крајот на денот ВМРО сега е спремна сериозно да раководи со Македонија, затоа што покажавме преку градоначалниците дека за еден месец, колку што вкупно се до денес градоначалници, може да се сработи повеќе отколку за 4 години што сработеа нивните претходници. Така што тој ВМРО го има тој развој во овие 4 години, за што сум особено горд. И последно што сакам да кажам е една мисла која што ми беше кажана во една соседна држава, малце од како да кажам позитивна љубомора, односно разговарав со, нема да го именувам, заедно со претседателот Мицкоски, разговаравме со претседател на една многу голема политичка партија од регионот, наша сестринска партија од Европската народна партија, и вели, види, ние би сакале да сме како ВМРО. После еден негов колега тоа го каже и на еден медиум во таа држава. И вели, има 3 бренда во Југоисточна Европа или на Балканот политички кои што континуирано растат изминатите 30-40 години. Тоа е Неа демократија во Грција, тоа е ХДЗ во Хрватска и тоа е ВМРО во Македонија. И тоа е навистина нешто на што сум особено горд, затоа што па и многу други политички структури пропаднаа во регионот, да речеме во Бугарија една СДС која што гурна комунизмот повеќе не постои. Во Грција Пасок. Грција Пасок или во Србија една демократска странка која што гурна режимот на Милошевиќ, скоро и не постои. ДСС исто така. СПС од владеачка партија сега е мала политичка партија во коалицијата на Вучич. Во Хрватска СПД се повеќе ја губи силата, за Словенија да не зборувам, таму цело време се менуваат политички структури, така што навистина сум горд за се тоа што направивме. Николовски, околу финансирањето. Извинете, зборував малце подолго, но сакав да ја кажам. Ми инспириравте со вашето говорење за неколку прашања да ви ги поставам. Во она што се нарекува дискурс на власта, постојано слушаме ВМРО се финансирало од црни пари, некои такви фрази. Тоа е првата теза која постојано се шири. Дали на оние провладини медиуми, дали од страна на луѓе кои, нели, јавно се платени од власта да го говорат тоа и така натаму. Од друга страна пак морам да ви признам дека комуницирајќи со многу бизнисмени, тие се жалаат дека од ВМРО не ќе да им земат пари. Викаат, овие луѓе се луди, ние им идеме со понуди за донации, ако треба тоа да биде јавно, ако треба и да не биде јавно, и не одбиваат. Па јас одговорно... Каков е овој модел на функционирање? Одговорно можам да кажам за овие 4 години, како сум подпредседател на партијата, за други периоди треба други да кажуваат, дека ВМРО домаќински се води, и дека ВМРО нема обврска кон ни еден, повторувам, ни еден, не еден, не 5, не 10, ни еден човек во Македонија, без разлика од било која. Јордан Орцекамчев постојано го споменуваат онивните медии. Тоа се глупости, тоа е пропаганда на СДСМ, во услови кога немаат што да кажат и во услови кога немаат што да испорачаат, се обидуваат да одат со црна кампања. ВМРО, повторувам, нема обврски кон никого. Тоа е една работа. Втора работа се политичките процеси. Во конкретниот случај јас немам намера да навлегувам, но сосема јасно дека се работи за
процеси каде што има прогон кон политички неистомисленици. Всушност сите знаеме како падна специјалното јавно обвинителство, па се поставува прашањето дали тука се работи за некаква одмазда. Но се вратам на основното прашање, ВМРО ДПМН навистина порасна во овие 4 години. Апсолутно никому ништо. Во однос на оние обвинувања за црни пари, странски пари доаѓале од Тоа е безпредметно да се коментира. При цела Вие власт... сте фрлиле многу пари на овие локални избори. При цела власт на СДСМ да излегува Зоран Заев и да зборува такви работи неосновано без никакви докази, само кажува каков политички оче. Мераклија е за тужби за клевета, заслужува тука една тужба за клевета, но рековме ние дека нема опреме тоа, така што еве доволен демантов. Ке го оставите да отиде во политичка пензија без тужба. Тоа е очеј, како да кажам. Во однос на конгресот на СДСМ, таму има тројца кандидати: Јован Деспотовски, Димитар Ковачевски, кој не знам од каде излезе сега во македонскава политика, тотален шок за сите нас, и Фросина Ременски, која е долгогодишно дел од политиката, што од ВМРО ДПМН, што од СДСМ. Кој е вашиот фаворит, еве? Доколку гласавте на конгресот на СДСМ, за кој од овие тројца ќе гласавте? Нема е прв пат ова што ќе го кажам. Мислам дека изборот на председател во ВМРО ДПМН е работа на членовите на ВМРО ДПМН, изборот на председател во СДСМ е работа на членовите во СДСМ. СДСМ има една нескриена желба од Киро Глигоров и Бранко Црвенковски до Зоран Заев да инсталира свое раководство во ВМРО ДПМН, кој што ќе може да го управува како во куклен театар. Веројатно тоа има единствениот начин ефикасно да тоа не им успеа. Последен обид, истрштено силен обид имаше Зоран Заев. Се обиде да направи пуч во ВМРО ДПМН, дури и да организира одредени така наречени вонредни конгреси, но работејќи да направи проблем во ВМРО ДПМН, што секако не успеа, му се случи проблем во СДСМ и сега мечката игра во нивниот двор. Така што мислам дека ова треба да е лекција за секој следен, дека нити СДСМ треба да се меша во тоа кој ќе раководи со ВМРО ДПМН, нити ВМРО ДПМН треба да се меша со тоа кој ќе раководи со СДСМ. Кога веќе зборуваме за тоа кој ќе раководи со Македонија, во смисла на премиер, министри, тука апсолутно може да коментираме, но да видиме дали воопшто Зоран Заев има намера да се повлекува од премиер или нема намера да се повлекува од премиер. Јас се сомневам, но тоа се веќе други дискусии и разговори. Но она што е, еве, ќе се вратиме нормално на историската пракса. Да речеме, кога Зоран Заев стана лидер на СДСМ, Бранко Црвенковски практично и во неколку пати јавно се огради за време на тој конгрес и претходно дека тој не поддржува никој од кандидатите. Ист беше случајот и со Христијан Мицкоски, Никола Груевски, во ниту еден момент, ниту јавно, ниту поинаку не го поддржа Христијан Мицкоски да биде избран на тој конгрес, едноставно членовите, односно делегатите гласаа за него. Дали имало лобирање од ово или од оној? Да, имало сигурно, но не беше јавно поддржан во ниту еден момент од Никола Груевски дека тој треба да биде неговиот наследник. Во СДСМ ситуацијата е многу различна. Ние гледаме дека Зоран Заев практично во целиот овој период еден од кандидатите јавно и тоа цврсто го поддржува, го носи на оние преговори со алтернатива и буквално им го црта на своите членови идниот лидер на СДСМ. Од страна гледано, пак ќе кажам, кога ќе дојде и ако дојде за изборна влада и за премиер, тогаш абсолютно ќе коментираме. За сега само нека си мислат самите што и како ќе прават, но имајќи го предвид багажот на Зоран Заев и катастрофалниот порас на локални избори, големо прашање во овој момент дали поддршката на Зоран Заев е предност или е мана. И јас, например, сериозно би се замислил дали би прифатил поддршка од Зоран Заев ако сте кандидат во вакви услови. Но ќе застанам тука. Она исто така статистика и тука го напуштаме СДСМ и на трешните избори во ВМРО ДПМН и одиме на темите од јавен интерес, но ова прашање морам да ви го поставам. Она што од СДСМ јавно го објавија е дека споредбено со претходниот избор на председател кој беше пред само неколку месеци, кога беше тоа, ако не се лажам, на почетокот од годинава или лани во декември,
Да, тоа глумеа Да. избори како во комунизмот со еден кандидат. Да, со еден кандидат, но сите членови нели директно гласале. Споредбено со тогаш, сега имале над 18.000 помалку гласачи. Односно помалку членови кои се регистрирале да гласаат. Дали можеби кај вас се пријавиле нови 18.000 членови по овие се тие политички сончогледи, можеби. Вака кога ќе видам некоја 18.000 луѓе се навистина сериозна бројка. ВМРО е во континуиран раст во овие 4 години, тоа всушност се виде на последните локални избори. Се уште има простор за раст и затоа ќе видиме со оваа нова доктрина и јас очекувам на предвремените парламентарни избори кои што сум убеден дека ќе се случат во 2022 година, во годинава што доаѓа. Убеден сум дека ВМРО има убедлива победа. Ако сакате можеме да прогнозирам некаде над 53 до 55 пратеници, најмалце можеби повеќе од тоа. Кога да очекуваме избори? Јас мислам побрзо од што било кој мисли во СДСМ, дека ќе се случат избори. Тие се надеваат да септември превеслаат 2022 година или во најлош случај за нив да има на есен избори. Тоа е тоа на што се надева СДСМ. Јас мислам дека ќе се срушат во првите месеци на 2022 година. Затоа што едноставно ќе нема парно во Скопје и ќе нема струја во Македонија. Би биле загрижени доколку ви фалат 18.000 членови вие како партија? Апсолутно, значи Македонија е мала држава, 18.000 луѓе е бројка. 18.000 луѓе се еден град во Македонија со средна големина. Неколушки вие бевте во една дипломатска офанзива, би ја нарекол, бевте во Франција, бевте во Европа. Во меѓувреме очекуваме датум, ние како и во изминатите колку веќе 20 години, најстарата статија на Дневник е 99-та, дека кај да ќе ни дадат датум, дојде 2022, ние уште датум не сме виделе. Може ли да очекуваме било што? Сега, прво Кастриот Реджепи, нели, сопругата негова во нејзината астрална комуникација со Макрон, дознала дека ќе биде во декември, ама некако сега ќе се пролонгирало некај јануари, така кажувала кристалната топка, па што може ли во декември, сега да продолжиме и во јануари да очекуваме дека ќе почнеме преговори со Европската унија? Во декември датум за почеток на преговори на Македонија со Европската унија за жал нема да има. Имам за жал затоа што јас сакам мојата држава да напредува. Во јануари е невозможно да има, да ја знаат слушателите техниката на одлучување во Европската унија. Има два главни самити кои што се во декември и во јуни и по потреба има два меѓу самити кои што се во март и во октомври. Во јануари целокупната европска бирократија оди на скијање, така што во јануари може да има само датум за скијање. Ама и се да се одат на скијање, може би таму ќе се деси главното. Обично може тоа сакав да кажам. Во Гранд Хотел Копаоник датум. Не, обично одат на исти скијачки центри и европската бирократија и водството на СДСМ, на членството, или во Шамони, или во Вал д'Изер, или во Гармиш-Партенкирхен, места за кои што македонските граѓани можат да сонуваат и можат само да ги гледаат на телевизија. На Евроспорт може да ги гледам. Да, дел од нив може да ги гледаат кога има светски куп или кога има 4 новогодишни скокалници, например. Но затоа врвот на СДСМ ги гледа во живо секоја година. Таму е европската бирократија во Па може таму во некоја кафана во Гармиш. Јануари, така што затоа реков единствен термин кој што водството на СДСМ може да го добие во јануари е термин за скијање. Односно датум за скијање, ништо повеќе од тоа, за жал. Ама во март ќе добиеме. Ето, нели има меѓу самит во март. Во март сигурно ќе добиеме. Клучот на целиот проблем покрај Бугарија, која што е апсолутно сериозен проблем, е корупцијата. Јас сакам да ја потсетам јавноста. Може би станувам и досаден со ова, но од една страна совеста ми е чиста дека сум предупредил, од друга страна не сум среќен за тоа што никој не ме слушал. Од опозиција може само предупредувате. Пролетта, некаде април месец 2018 година, значи пред повеќе од 3,5 години, јас кажав дека Македонија со Зоран Заев никогаш нема да добие
преговори со Европската Бевте и во ова студио, односно во претходното студио на Лидер, и тогаш го говоревте тоа, и потоа нашите вести ги правеа лажни вести, овие проверка на факти, дека сите сигнали од Европа говореле спротивно тоа што го говорел Александар. Еве, на крај на 2021 година сме и јас сум во право, а тие не се во право. Не сум среќен што сум во право, затоа што државата назадува. Има клучни проблеми зашто Македонија не почнува преговори со Европската унија. Број 1 проблем над сите проблеми е корупцијата. Број 2 е немањето реформи. Број 3 е лошата економска ситуација, број 4 е групата со Албанија. Дури после тоа доаѓаат другите спорови. Затоа што да не се лажеме. Македонија има блокада од најслабата или втората од долу земја членка на Европската унија. Николовски исто така. Значи нас не блокира Бугарија. Нас не блокира Данска. Нас не блокира Бугарија. Доколку големите држави членки на Европската унија беа убедени дека Македонија и Зоран Заев заслужуваат преговори, одамна ќе ги ќе добиев. испратеа еден дипломатски булдожер во Софија, не мораше ни на преспивање да останува таму, заедно предпладне или заедно попладне ќе завршиш работата. Онаа тема која постојано се избегнува да се говори во македонската јавност, знаете, кај нас сите говориме за Европската унија и постојано таа е стремеш и треба да биде стремеш, европските вредности, системот на функционирање и така натаму, но во однос на преговорите некако сите сакаат некаква демагогија да водат, особено оние кои се на власт независно во кој модел. Францускиот модел на преговарање, она што нели се наметнува ново, практично значи дека да бидеме искрени мораме пред народот и пред граѓаните, значи дека дури и да почнеме ние преговори во било кој модел, во било кој момент од тие преговори може нас да не вратат назад и да ни речат Тоа е веќе втората. ново да преговараме. Тоа знаете како е, како да студирате на факултет и сте стигнале до трета година, четврта таму пред да дипломирате и викаат, не сега малце се смени ова математика, предметов ново додадовме, ај сега вратете се назад. Точно. Тоа е веќе другата тема. А таа е дека почеток на преговори на Македонија со Европска унија во смисла на квалитет на живот на граѓаните не значи ништо. Нема да смени многу. Уште повеќе со неспособна власт каква што има во моментов, нема да мрднат во тие преговори. Значи, ќе ги почнат и толку. И ќе замрзне тука, затоа што Македонија е на 111-тото место по перцепција за корупција. А прв кластер кој што се отвара е владење на правото. Така што тоа е веќе вториот дел, но за да се стигне до вториот дел треба да се надмине првиот. А Зоран Заев не сака да го пуштат ни првиот дел да го помине. Значи не сака ни формално на маса да седнат со него, од проста причина што со корумпиран политичар никој не седи на иста маса. Да, приметуваме дека Зоран Заев многу ретко има меѓународни средби на. Видете, и тие луѓе таму имаат опозиција и излегуваат на избори. Ќе им кажа зашто седите со човек кој што има снимка евро за црквата, евро за братно. Така Не беше така кога требаше да се менува името, сега да бидам искрен. Тогаш доаѓаше Тереза Меј, Ангела Меркел, тоа е истинно проблематична ситуација. Јас не случајно спомнав април 2018 година. Тогаш реков дека дури и Зоран Заев да го промени името се промени во јуни месец 2018 година, дека нема да почне преговори со Европската унија. А нели неговото главно ветување беше Европска унија. И се виде дека непотребно ја понижи Македонија, потпиша проблематичен договор со Бугарија и потпиша промена на име, што е тотално национално предавство. Еве за овие што се попрактични во животот, нели имаше и такви, велят добро, ама барем ќе живееме подобро и ќе станеме членка на НАТО и на Европската унија. Прашањето кој што веројатно сите си го поставуваат 3,5 години подосна е дали вредеше, односно фактот дека не вредеше. Дали вредеше да го промениме името, но денес како некоја официјална доктрина во Македонија дека новото име веќе е реалност и дека многу тешко да се промени, ВМРО-ДПМН иако не го прифаќа, постојано го користи. Се знае како може да се промени таа реалност, тоа е со двотретинско
мнозинство во собранието, затоа што устав се менува со 2/3. Но клучното прашање е дали Зоран Заев и тие околу него ги излажаа македонските граѓани, апсолутно Да, ги излажаа. апсолутно да, не само за тоа, и за многу други работи. Ја спомнавте корупцијата во нашиот систем како еден од најсериозните проблеми. И очигледно и ние со нашата работа како новинари, и вие со вашата работа како политичари секојдневно се соочуваме во најразлични пори на општеството со одредени форми на корупција. Нема сектор во Македонија кој не е крајно корумпиран и кој позади себе нема олигарси кои се поддржани од страна на власт. Актуелно е сега ова со фотоволтаиците, што беа инвестициите, излегува дека на крај биле тоа компании околу од Бугарија кои биле блиски до Заев, а знаеме дека неговото семејство има прилично многу компании во Бугарија. А тие се дрзнаат да ја критикуваат Данела Арсовска дека имала бугарски пасош, што се испостави како неточно. Тие самите имаат и фирми и пасоши во Бугарија. Вие нешто говоревте околу овие фотоволтаици? Па јас читав во медиумите најмалце 2 истражувачки текстови кои што излегува на еден новински портал кој што ја покрива Источна Македонија, а намената на овие фотоволтаици е токму за Источна Македонија, во кој што има докази, значи документација, дека владата на заменување на Зоран Заев доделила по така наречена премиум тарифа, односно да поедноставиме по висока цена, да се откупува електричната енергија која што ќе се произведе од фотоволтаици, а истите треба да ги односно истата ова спорна сделка треба да ја добие компанија чиј што управител според тие наводи е од Бугарија, е со сомнително бизнис и политичко потекло и е партнер во одредени компании за производство на марихуана. Така што Јасно не е кој сте тоа е документацијата, тоа е вистината, но очигледно е на одење направена целата оваа работа. Некако тивко во јавност, не видовме пресконференција се одржи да излезе Славјанка, тој бугарски која нема аспирации за лидер на СДСМ за жал, бизнисмен да образложи за инвестицијата во фотоволтаици, што само говори дека се обидуваат да ќарат што можат да ќарат на одење на бегање. Иако ситуацијата, особено во енергетиката, е катастрофална, мислам дека граѓаните се уште не се свесни колку е катастрофална. Последно што видовме е дека Елем, односно производителот на електрична енергија во Македонија, под кој што се сите термо и хидроцентрали во Македонија, значи државната компанија, не понуди да следната година преку Евана, компанијата која што дистрибуира електрична енергија, да ја продава електричната енергија на македонските граѓани. Односно, тоа значи дека од 1 јануари е возможно да нема електрична енергија, затоа што Елем не достави понуда, а не достави понуда затоа што не можат да произведат електрична енергија за 12 месеци стемна и да биде година. Според нив можат да произведат за 10 месеци, читајте за 6, затоа што натаваат и лажат, како што лажеа дека ќе обезбедат Јаглен за да Рек Битола почне да работи. Јаглен нема, јас држев пресконференции во избори пред Рек Битола и предупредував за ова. Сега продолжуваат со лажгите, нели, од Косово ќе носеле Јаглен, ама некако не оди ни таа работа. Така што сума сумарум, Македонија е пред сериозна енергетска криза. Во Скопје за жал ќе има проблем со парното грејење од јануари и февруари месец, а на ниво на држава веќе има со електричната енергија затоа што компаниите веќе плаќаат за 4 до 5 пати повисоки сметки за струја. Ние сме значи не за 4 до 5%, 4 до 5 пати преведено за граѓаните. Ако просечна фабрика во Македонија со среден број на работени до сега плаќала 10.000 евра сметка за струја, сега плаќа 40 до 50.000 евра сметка за струја. Знам дека на граѓаните ова не им значи многу, затоа што газдите во Македонија се далеку од популарни, но ќе им значи многу кога ќе почнат да ги отпуштаат од работа
затоа што едноставно нема можат компаниите да преживеат со оваа цена на електричната енергија. Ние со оваа цена на електричната енергија, оваа зима, сериозно размислуваме како медиум нашите новинари да работат од дома, оние барем кои работат на сајт, за да ослободиме една од канцелариите за да не се грее, затоа што тоа се навистина повисоки цени. Вие можете да направите се работи од дома, но како ќе работи од дома витаминка, не знам. Како ќе работи од дома витаминка, споменавте, или битолска млекара, или да не ги бројам компаниите. Ова што е чудно со овој тендер за Евана. Она што го гледаме во јавните изјави од страна на ЕСМ, нели поранешно Елем, е дека тие некако како да сакаат да ја пренасочат одговорноста за тоа зошто нема струја кон Евана и сега тендерот на Евана не им се допаѓало, односно не им одговарало времетраењето, а историската проверка покажува дека од кога постои Евана во Македонија, постојано такви договори се подпишуваат со таа должина. Нормално е да е на една година, на колку може да е? 12 месеци има годината, на колку месеци да подпишат. Не е тоа избор, не знам, сакате да одите на кафе во одреден кафиш, поидите, не сакате, не одите. Да. Вие во секој момент е потребна електрична енергија, влегувате дома, користите електрична енергија. Пред тешка катастрофа е Македонија, која што е резултат на криминал и корупција. Значи, Македонија има доволно капацитети да го задоволи најголем дел од потребата за електрична енергија. Но затоа што во рек Битола се пуштаја да работат струмички камиони со битолски таблици, им беа само менувани таблиците, во принцип да не работат ништо, затоа што да работеа, ајде барем ќе сработеа нешто, на хартија да се пишува дека постојано работа не 24-48 часа во еден ден, а денот има 24 часа дека вртеле. И на крај остана рек Битола без јаглен, затоа што фиктивно се плаќани фирми како да искупуваат јаглен, а тие не го искупувале јагленот. И затоа сега Македонија се соочува со сериозна енергетска криза. Значи, граѓаните треба да знаат дека Македонија има капацитети, но има проблем со електрична енергија. Затоа што корумпирана банда е на власт. Еве, вие сте од ВМРО-ДПМН, партија која баш и не негува некоја носталгија кон Југославија, но морам да ви ја кажам оваа статистика и добра е за слушателите. Од 1960 во 1990, нели, за време на Југославија, од тие 30 години, во Македонија се направени вкупен капацитет на производство на електрична енергија од 1700 мегават час. Во секој саат да има 1700 мегавати произведени. Во исто време, од 1990 до денес, во Македонија се направени вкупни капацитети од 180 мегават час. Значи 30 години предходно, 30 години подоцна. Еден систем, друг систем. Зарем не мислите дека овој модел на функционирање на енергетиката е претерано лош и дека тука ни треба нас ренесанса, особено затоа што се извинувам што ќе ви го кажам, последната стратегија за развој на енергетиката во Република Македонија направена во 91-та година и е нарачена од Киро Глигоров. Видете, ние сега ги сркаме токму тие плодови. Македонија има поголем проблем од тоа колку има инсталирано можност за производство, а тоа е колку произведува. Да поедноставам на граѓаните. Ако, например, треба да се произведат 100 лева, тие 100 лева се произведуваат во пекара. За да се произведат тие 100 лева потребна е хала од 1000 квадрати и потребно е X вреќи на брашно. Македонија халата ја има. Го нема брашното затоа што е украдено. Значи, ние немаме проблем со производствени капацитети како држава. Да имаме проблеми со производствени капацитети, тоа што се слагам со вас дека треба да се инвестира. Но се инвестирало во минатото, како што споменавте, и Македонија има доволно или скоро до доволно производствени. Да, Битола одамна е јасно дека се повеќе го нема, знаете. Има, според експертите, има уште за многу години. Проблемот е што не се копаше овие години во пракса, а на хартија се копаше многу. Вие ако ја споредите хартијата со праксата, ќе го видите криминалот и тука е најголемиот криминал на владењето на оваа власт на Зоран Заев.
Најголемиот криминал на владењето на оваа власт на Зоран Заев е во енергетиката и затоа Македонија се соочува со сериозна енергетска криза. Значи да поедноставам, имаме производствени капацитети, но тие производствени капацитети се ограбени изминативе 4 години и затоа се не може да произведуваат. Николски, сте биле некојаш во Eastgate? Не. Мене ми е многу чудно, и ја неам отидено, но оваа пракса со Eastgate е супругата на директорот. Значи немам ништо ни за ни против, да не ме сватите погрешно. Едноставно толку имам темпо на обврски изминатиот период да немам време да се шетам по позицијаве да бидам директор. Јас сега ќе ви направам една анализа. Во Eastgate има дуќан, немам ништо против, убаво изгледа моло, стварно, топ. Но таму има дуќан сопругата на Васко Ковачевски, има дуќан сопругот на Мила Царовска, има дуќан синот на Петар Шилегов, има дуќан фамилијата на Бујар Османи. Нема владин функционер кој може да го видиме на телевизија да не излезе, а да нема некој негов дуќан во Eastgate. Значи цела влада меракли на трговија, а? Цела влада меракли се на трговија и не ми е јасно. Сега Eastgate некако чудно се наметна во Скопје. Наеднаш тие си купија простор, наеднаш им направија дуб, во брз период си направија нели огромен мол, убаво изгледа молот, добро е да функционира. Не направија сообраќајно решение, цел град е сега укопан кога доаѓаат наваму, но не ми е јасно како еве сите сопрузи на функционери на СДСМ имаат дуќани во Eastgate. Па веројатно треба менеджментот на Eastgate да го прашате, не сум јас тој кој што би можел да одговори, ама еве дека се меракли на трговија очигледно се. Сомнително е. И се ова се случува додека имаме на пример енергетска криза. Директорот на Eastgate се занимава со увезување на чанти, шалови, зимска сезона, сега пролет, лето, па има лечув и попуст. Тоа што се случува во Елеме катастрофа, всушност резултатите во Битола и драматичниот пораз кој што му се случи на СДСМ и на јако изфорсираниот кандидат Христо Кондовски кој што сакаше од Битола прави Стентон град, кој што мислам дека најмногу потроши во кампања, уште од фрижидер што не го излегуваше на луѓето. Значи тој драматичен пораз покажува што битолчани мислат за целата оваа работа, ама сега за жал не само битолчани, туку сите во Македонија ќе ги чувствуваат последиците на криминалот во енергетиката. Имате решение доколку успеевте да ја срушите владата, доколку не пропадна. Има сега решение, тука претседателот на партијата е далеку поголем експерт од мене, тој говореше за тоа. За жал не слушаат, иначе Мисковски уште пролетта оваа година предупреди дека ова ќе се случи и го даде решението. И го игнорира, како што кажавте, како за мене што правеа истражувања дека се лажни вести, дека Македонија нема да има датум, така и за него велеа дека тоа е кревање паника, дека нема врска, дека не е така, ама за жал сега сметката ќе ја платиат сите граѓани. За крајот да не откриете малку нешто. Најавено е дека ќе има одредени кадровски измени во ВМРО-ДПМН на овој и по овој конгрес. Што може да очекуваме? Нови членови на извршен комитет, нови тоа е председатели? Одговорност на председателот на партијата да предложи тим со кој што мисли дека може да соработува во следните 4 години, да стане ВМРО-ДПМН владеачка партија, како што реформиравме партијата да ја реформираме државата. Секако дека имаме исклучително квалитетни луѓе во постојното раководство, но е добро и да има освежување. Има доста луѓе кои што покажаа во изминатиот период интегритет, потенцијал, луѓе кои што покажаа дека се победници и на кои што мислам дека треба им се даде шанса. Значи некој од градоначалниците ќе добие повисока функција. Па не само од градоначалниците, кога велам победници, тоа е дух, тоа не е само победа. Не е само функција на избори. Сега имавме локални избори, но ќе имаме парламентарни, не требаат победници на, условно кажано, ако ова беше регионална лига, сега ни требаат победници на национална лига. Секогаш е добро да сте окружени со победници. Зборувам за карактерна особина. Вие сте по потекло од Охрид, јас сум од Кавадарци, но сепак живееме во овој град и релевантни сме да коментираме за ова прашање. Што мислите околу оваа понудата за референдум од страна на градоначалничката Арсовска помеѓу Баз Рапид транзитот на Шилегов и некое сосем ново решение? Видете, јас Скопје многу го сакам, Скопје е мој град, јас сум пораснал тука, најубавите моменти ми се тука.
од својата 17-та година сум тука, но за жал нема можам да гласам на тој референдум затоа што имам лична карта во Охрид, како што споменавте. Секогаш мислам дека е добро граѓаните да одлучуваат за тоа што е најдобро за нив. И референдумот е алатка која што треба почесто да се користи. За жал во Македонија зборот референдум е поврзан со трауми. Дали територијална поделба, дали името? Апсолутно, значи два целосно изместени референдуми, едниот за територијалната поделба во 2004 година, вториот за промена на името во 2018 година. Треба да го вратиме и духот на зборот референдум, а тоа е во суштина непосредно во Америка на избори кога гласаат, дури бираат и кој шинтер во малото ќе им ги собира кучињата. Тендерот за шинтер на директни избори се бира. И тоа е навистина добро. Имате комуникација како партија со Арсовска, затоа што таа сепак е независна, но зависи од... Ја поддржавме како политичка партија, имаме коректна комуникација и мислам дека стартот е добар. Таа е еден месец градоначалник, очигледно од Петри Шилегов има наследено проблеми многу поголеми од тоа што сите ние мислевме и знаевме, но ќе се решат. Во другите градови како сте задоволни до сега? Задоволен сум, градоначалниците на ВМРО-ДПМН за еден месец направија повеќе од тоа што нивните претходници за 4 години. Најголем дел од нивните претходници не ни знаевме како изгледаат. На улица да се удриш со некого нема да знаеш дека е градоначалник. Гледаме дека може да се реализираат проекти. Има многу криминал во општините, има многу злоупотреби. Веќе најавија ревизии градоначалниците. Јас сум свесен дека додека оваа влада нема да има процесуирање на одредени кривични пријави, но забрзо ќе дојде до промена на власта, така што очекувам и правни разрешници за голем број на злоупотреби кои што се правени во општините. Некако ВМРО-ДПМН и кои што, да бидам директен, се преочигледни. Значи дури не треба ни нешто да сте премногу искусен ревизор или да знаете материјално финансиско работење за да можете да видите дека се работи за злоупотреби. Николовски, сега, ајде да бидеме малку искрени. Во Македонија, кога и да се отвори судски процес против политичар, барем во минатото и сега, постојано нешто се заташкува. Еве да речеме, ВМРО-ДПМН отвори судски процес против Владо Димов, како министер за здравство. Човекот си отиде кај беше таму во Србија, Бугарија, после се врати, сега тука е нормален граѓанин, операции си прави, работи во државното здравство. Отворивте против Зоран Заев, го аболицираа, нели? Бранко Црвенковски го аболицираше. Одговорност за политичари, барем ВМРО-ДПМН е до сега нема обезбедено еден да стави во затвор, значи, од тие што биле пред нив на власт и крадени. Основниот проблем е начинот на кој што го поставивте прашањето, а тоа е начин на кој што сите граѓани го поставуваат истото прашање. Па за, јас сум гласот на народот. А тоа е дека перцепцијата во јавноста е дека властите отвараат судски процеси. Судски процеси, секако истражни процеси, треба да отвара обвинителството, а да ги процесуира судството. И нашата основна цел е да го ослободиме судството и обвинителството, а не да се мешаме во нив. Јас сум убеден дека едно ослободено обвинителство и судство без политички притисок ќе знае да си ја заврши работата и ќе донесе правна држава Македонија. Или ќе донеси каучи дома, како што донесе Катица Јанева. Ама ако има таков случај, остатокот од судството и обвинителството и со тоа ќе се избори. Затоа што мислам дека има многу квалитетни обвинители и судии во Македонија, кои што се честни, кои што си ја знаат својата работа и кои што доколку не се под политички притисок, под каков што се во моментов, ќе знаат да донесат правна држава во Македонија. Значи не е работа на влада од било која политичка партија, во случајот во иднина предводена од ВМРО-ДПМН да отвара процеси, работа е на судство и обвинителство. Тоа што може да го направи влада или што може да го направат општините е она што ќе го увидат во сопствените институции како ревизија, како разгледување на материјално финансиско работење, да го достават во соодветните институции, пред се во обвинителството да го испита и доколку има случај да го достави до судот. Венко Филипче, еден од најскандалозните министри на власта, најави дека се враќа на клиниката за неврохирургија. За него има десетици случаи. Од најмали набавки до најголеми, многу скандали и така натаму.
Дали ова повлекување пред време би го амнестирало во иднина? Дали може би е тактика да си направи? Мислам дека Простор. за секој политичар најдобар одговор за тоа како работел е времето. Николашки, ти благодарам многу. Беше на ова задоволство. гостување. Се Благодарам надевам и дека јас на- опфативме се што е актуелно. На поканата и поздрав на вашите слушатели и да ја поздравам и екипата тука. Барем во кола кога сум, а доста време поминувам во кола, сте редовно уклучени и редовно ве слушам. Да, имаме добра и квалитетна музика, нешто што е реткост за жал во И Македонија. добри исто така политички емисии што мене особено ме интересира. И ви благодарам многу на убавите зборови. Благодарам на поканата. Денес само оваа политичка емисија, денес немаме вести, сабота за медиуми со ограничени капацитети. Викендите се повеќе за одмор, но затоа од понеделник ќе информираме за се што се случило овој викенд кој ќе биде на вистина политички. Интересен, почитувани слушатели, денес е 11.12.2021 година. Јас сум Љупчо Златев, главен говорен уредник на Радио Лидер и уредник на оваа емисија. Техничката реализација денес е на Димитар Митровски и Горан Лазаровски. Останете со Лидер FM 107,4. Следува музика од 80-ти, 90-ти, па може би нешто и од 2000-ти.